Точно е 18 часот и 50 минути. Ја следите емисијава на Македонски корени со вашите домакини Јони Бети Треновски. Почитувани, во наредниве минути друштво ќе ни прави нашиот и ваш денешен гостин, господинот Страшо Ангеловски, председател на МАК, аналитичар, колумнист, добар познавач на сите збивнувања во Македонија и пошироко, пред се одличен познавач на глобалните геополитички случувања, како и советник на град Скопје, кого го покануваме да ни се придружи преку видеолинковско поврзување. Се надеваме дека нема да имаме проблем со сликата и тонот со оглед на топлото време и топлината во студиово и покрај работата на климатскиот уред. Ние ве гледаме, верувам и не слушате, господине Ангеловски. Добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Ни причинува задоволство и чест што сте повторно заедно со нас и со сите оние кои во овие моменти не слушаат и гледаат. Добро утро, добро ве најдов. Најпрви неве да го честитаме вчерашниот голем празник со еднодневно задоцнување. Патронот на нашата Македонска православна црква Свети Климент и денешниот Свети Ѓорѓија. Ете, имаме можност да ги живееме овие два прекрасни големи православни празници и да им ги честитаме ве јас на сите оние кои не следат. Честитки по повод празнициве. Добро ви утро од мене, господин Ангеловски. Ви благодариме за прифатената покана. Се надеваме дека и денес, како и во претходните ваши гостувања, ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието на сите оние кои што не слушаат и гледаат во овие моменти, но и тие кои што покасно се одлучиле тоа да го направат. Повелете својно располагање. Минатата недела македонската јавност беше згрозена од двојното убиство, едното во Велес со убиството на Панче Жежовски, а другото во Скопје, каде што беше убиено невиното 14 годишно девојче Вања Ѓорчевска. За овие убиства и што да се каже премалку и со ништо не може да се повратат нивните животи, ниту пак да им се ублажи тагата и болката на нивните најблиски. На двете семејства им упатуваме длабоко сочувство, а на жртвите спокој во Царството Небесно. Може би не е благородно и благодарно да ги будиме болните чувства на најблиските на убиените, кои болки и тага по загубените никогаш нема да прекинат и ќе ги носат како това целиот нивни живот. Сепак има потреба да се бара одговор или одговори од оние кои се најодговорни за безбедноста на сите граѓани во Македонија. Имајќи го во предвид сето ова, кој е вашиот став за тоа што се случи? Дали со овие две убиства се потврдува нефункционалноста на државата, пред се на Министерството за внатрешни работи и обвинителството кои водат политика на неказнивост? Дали можеше да се избегне трагедијата и каква поука треба да се извлече за да не ни се случуваат вакви трагедии и вакви црни лудила во иднина? И поважно од се, дали ќе се извлече поука? Најпрви неве да се придружам на она што кажавте, навистина јас ретко останувам без зборови, но во оваа ситуација, кога го слушнав ова што се случи, овој грозоморен настан, навистина не можев да најдам збор за да го опишам сето тоа, да изразиме сочувство на најблиските. Јас за чисто Панче Жежовски, човекот од Велес кој беше убиен, беше голем пријател на мојот татко, па и мој личен пријател, така што тоа и лично го примив како една трагедија. Што се однесува до она зошто ни се случија овие нешта, јас, знаете, и на емисиите кога сум гостувал кај вас, чинам дека во речиси секоја емисија сум ја повторувал тезата дека за жал во моментов во Европа постојат две нефункционални држави. Тоа се државите каде што има инсталирани раководства.
Тоа се Украина со комедијантот Зеленски и Македонија со комедијантот Заев, кој потоа си доби свој престолонаследник. Што значи нефункционалната држава? Нефункционалната држава значи кога системите во таа држава не функционираат. И 100 пати сме го повториле тоа кај нас. Не функционира безбедносниот систем, не функционира здравствениот систем, не функционира образовниот систем. Значи, ниту еден од системите не функционираат и затоа државата е нефункционална и затоа можеше да дојде до ова до што дојде. Од друга страна, светското влијание на изместување на вистинските вредности и доаѓање на нивно место на вредности кои немаат врска со она што нормалниот човек сака да го почитува и да го живее, доведува до изместувањето на вредностите и во Република Македонија, до сваќањата, до пореметување на тие и такви вредности. Ние имаме во моментов ситуација кога, да речеме, еден академик, еден човек кој напишал, оставил зад себе можеби 10 или 20 врвни книги, не е почитуван 5 пати помалку од еден изведувач на турбофолк музика. Чисто како пример, сакам да ви кажам докаде не водат тие изместени вредности. Но, јас би се осврнал на нешто друго. Она што значи решавање на правдата, тоа сепак ќе го оставиме на правосудниот систем, кој има 2% нели доверба меѓу народот, што ќе рече дека е уште еден од системите кој не функционира. Меѓутоа, јас бев згрозен, колку што бев згрозен од монструозните убиства, толку бев згрозен и од последната пресконференција на министерот за внатрешни работи, кој овие монструозни злосторства се обидува да ги преку нив да изврши пресметка со политичките неистомисленици, со луѓето кои размислуваат поинаку од него, од неговата партија и од неговата коалиција. Тој на пресконференцијата на која зборуваше за апсењето на првоосомничениот во Турција, во една реченица на новинарско прашање изнесе 3 многу тешки работи. Прво рече дека таа политичка партија, чиј председател е извршител на убиството, треба да се дерегистрира како криминално дувло. Што значи дерегистрација на партија? Тоа значи забрана за работа на една политичка партија. А политичката партија, која и да е еден од креаторите на јавното мислење. Некоја повеќе, некоја помалку, од зависност од незината големина и застапеноста по медиумите. Тоа ќе рече дека тој може да се справи со председателот на партијата и да го затвори, и тој да си одговара за она што го сторил. Меѓутоа, според македонските закони, за да постои една политичка партија, треба да има најмалку 1000 регистрирани членови. Ами ако вие за таа партија речете дека е тоа криминално дувло, зарем не ги навредувате оние останатите 996 членови кои не учествувале во ваквото грозоморно убиство? Тоа е првото. Второто е дека изјави дека се тоа криминални дувла под надворешни влијанија. Сме сите сведоци на какво влијание сакаше да асоцира и дека заради тоа треба да биде забранета таа политичка партија. Јас ќе му упатам порака дека доколку сака да забранува политички партии, веднаш да го стори тоа со сопствената политичка партија СДСМ, за која не само што има индиции, како што тој рече, доколку има индиции, туку имаме и докази. Пред некаде 8-9 години, тогашниот председател на СДСМ Зоран Заев му упати порака, СМС порака, која постои, која ја покажа на председателот на ДПА Мендух Тачи. Пораката се уште постои, во која тој вели дека ве барам да разговараме затоа што од надвор ме подготвуваат за она за што потоа следуваше. Тоа ќе рече е директно признание за надворешно влијание во работата на СДСМ и тогашниот нејзин председател. И третото, што е најопасно во сето тоа, е тезата дека тие и такви политички партии кои со своите ставови
се спротивставуваат на македонскиот напредок, односно на европскиот пат, треба да бидат затворени. Тоа е веќе закана кон сите неистомисленици дека можно е во токму оваа наредната изборна година да биде она што за Германија беше 1933-та. Вие знаете, на 27 февруари фон дер Лубе, холанѓанецот, комунист, кој го запали Рајхстагот, веднаш после тоа Хитлер рече дека со ова мораме да се справиме со железна тупаница и дојде до забрана на комунистичката партија. До крајот на април истата година беа затворени околу 25.000 луѓе, без судење, без докази и така натаму и така натаму. Беше со декрет на тогашниот председател на Германија беа забранети јавното мислење, собирите, опозицијските медиуми и така натаму и така натаму. Сакам да речам дека ваквата риторика на Спасовски во многу наликува на она што се случуваше во Германија 33-та, кога еден монструозен настан беше злоупотребен за политичка пресметка со неистомислениците. Дали Спасовски најавува дека такво нешто е можно и кај нас 80 години или 90 години после тоа што се случи во Германија. Каде затај е системот? Треба ли да се измени казнената политика за вакви свирепи убиства? Министерот за правда Кренар Лога, говорејќи во врска со убиствата, рече нашиот устав ја забранува смртната казна и мислам дека таа би била спас за тие монструми. Казна нашиот устав за жал забранува многу работи, забрануваше и промена на името на државата, затоа што во уставот јасно стои името, јасно стојат одлуките од референдумот од 91-та, но тоа го сторија оние кои се денеска на власт. Од друга страна, знаете, за да функционира, за да можете и да ја спроведете дури и смртната казна, треба повторно, ќе речам, да ви функционираат системите. Вакви какви што се системите во Република Македонија, што и да воведете, која казна и да ја предвидите, доколку системот не функционира, вие не можете да ја спроведете. Дали се казнети убиците на децата од Смилковско езеро, дали се казнети овие или оние, еве не со смртна казна, туку со каква и да е казна, тие се дури, еден дел од нив се дури и недостапни за органите на прогонот и за македонскиот правосуден систем. Тоа ќе рече, најпрви мораме да направиме функционална држава со функционални системи, а дури потоа да размислуваме за промени во кривичниот законник, за промени во казнената политика и така натаму и така. Дали за ваквите грозоморни појави треба да сносат одговорност и дел од медиумите на кои се дозволува вербално ширење говор на омраза, при тоа користејќи недозволив вокабулар? Во секој случај, значи, треба да сме да ни би спрега меѓу медиумите, дел од медиумите, да не бидам погрешно сватен, значи не можеме да ги генерализираме работите, меѓу дел од медиумите, дел од политичарите, дел од бизнисмените, и сето тоа во една криминална спрега овозможува да дојдеме до овде каде што дојдовме. За жал, јас многу пати сум повторувал, новинарството во една држава треба да биде наука, исто како што е, да речеме, и медицината. Доколку не дозволувате да биде доктор човек со архитектонски факултет, да речеме, зошто пак дозволуваме во медиумите да имаме луѓе со средно образование, да имаме луѓе без образование, да имаме вакви или онакви, кога во Република Македонија пред 40 години беше отворен факултет за новинарство, факултет кој и јас го завршив пред многу години. Значи, доколку го сватите новинарството како наука и доколку имате факултет кој треба да ви произведува кадри за таа наука, тогаш треба најпрвен да се донесе закон со кој ќе се оневозможи во медиумите во Република Македонија да работи што годе и кој годе.
Какви се вашите очекувања околу екстрадицијата на осомничениот Љупчо Палевски, кој се наоѓа во Турција? Ке се случи ли тоа наскоро, како што изјавуваат Оливер Спасовски и министерот за правда Кренал Лога, или ке се отвори лавиринт сличен на оној со одговорните за настанот кај Смилковското езеро? Да ви кажам искрено, би сакал да екстрадицијата, како и сите ние што посакуваме, да се случи час поскоро. Меѓутоа, она што го кажуваат експертите, бидејќи јас не сум експерт во оваа област, она што го кажуваат експертите говори дека тоа може да потрае 2, 4, 6 месеци, па дури и една цела година. Меѓутоа, она што мене лично ме плаши, тоа е токму реториката на министерот Спасовски, на министерот за внатрешни работи, кој еден осомничен, без да му биде докажана вината во судска постапка, го нарекуваше токму на таа пресконференција видно вознемирен и нервозен. Го нарекуваше монструм, неговата политичка партија ја нарекуваше криминално дувло. И сега, врз основа на таа риторика, може би осомничениот ќе може во Турција да бара политички азил затоа што, доколку биде преслушана тоа пресконференција, може да се дојде до заклучок дека врз човекот ќе се врши политички реваншизам, што не би сакал да верувам, меѓутоа, не дај Боже, можна и една таква разврска. Ако дојде до тоа, тогаш можеме да се посомневаме дека ова што се случи е полициско-политичка местенка токму од луѓето кои во моментов се наоѓаат на власт и дека оној кој го извршил, токму тие ќе му помогнат да остане неказнет. Не би сакал да верувам во тоа, меѓутоа, доколку излезе така, сомнежите ќе бидат многу присутни. Значи, овде се отвора вратата дека на пресконференцијата тоа што се кажа, намерно се кажа. Предпоставувам, само не тврда. Значи, реков, сомнежите може да бидат многу големи, меѓутоа, токму осомничениот таа пресконференција може да ја користи во своја одбрана, затоа што она беа отворени напади врз човек кој не е осуден, врз човек кој, за жал, за сега е само осомничен. Како гледате на се позачестените честитки упатени на адреса на полицијата од страна на високиот државен врв за наводното брзо расчистување на случаите поврзани со овие две грозоморни убиства? Такви честитки пред само ден-два упатија министерот за надворешни работи Бујар Османи и премиерот Ковачевски. Знаете што, доколку е брзо 10-дневното решавање на случајот со Панче Жежовски од Велес, доколку е брзо немањето увид во движењето на неговиот автомобил, дури, повторно ќе речам на една од пресконференциите, министерот Спасовски, кога го прашаа зошто не било следено возилото на Панче Жежовски, тој одговори, па нам ни беше пријавено дека исчезнал само човекот, не ни беше пријавено дека исчезнало и возилото. Замислете си, на МВР не му пријавиле дека исчезнало возилото. Ами, дали вие како истражители најпрвин ќе побарате да видите дали тој човек имал автомобил, дали заминал со автомобилот, нема одма да се сомневате дека е убиен. Може би најпрвин ќе се посомневате дека некаде излетал од патот во некоја бездна, па ќе го барате заедно со возилото. Значи, сето тоа како да ги заматува нештата и најмалку што треба луѓето од власта да даваат пофалби за она што во моментов го работи Министерството за внатрешни работи. Наместо да се покријат некаде и да молчат, се обидуваат да ги релативизираат неуспесите на Министерството за внатрешни работи и да ги прикажат како успеси. Меѓутоа, верувам дека еден ден со промената на власта ќе се и верувам дека ќе се воспостават функционални системи, дека тогаш ќе се докажат нештата и дека многумина ќе одговараат и за она што го сториле, и за она што не го сториле, и за она што се обидуваат да го прикријат, и за она што се обидуваат да го прикажат како успех, а е неуспех за македонската држава и така натаму и така натаму.
Спротивно од Османи, ќерката на Панче, уште на самиот почеток, кога пријавила, таа напишала тамо дека е изгубен заедно со неговиот автомобил. Што значи дека некој тука не ја кажува вистината. Токму така. Господине Ангеловски, минатата недела во Скопје се одржа самитот на ОПСЕ. Пред да преминеме на темите за кои сакаме да се задржиме во денешниот разговор, би сакале да го слушнеме вашето видување за тој самит. Се разбира преку еден краток осврт, но од ваш агол. Исто така би сакале да го слушнеме вашиот став за логичното прашање, дали Македонија како држава во овие изминати 12 месеци, но и за време на одржувањето на самитот во Скопје, ги искористи сите можности кои ги имаше со самото председавање на ОПСЕ. Ако одговорот е не, каде потфрли шефот на македонската дипломатија Бујар Османи како председавач со ОПСЕ, наместо тоа да биде државата Македонија како што и требаше да биде. А доколку одговорот е да, кои се придобивките кои Македонија ги доби од тој самит? Пред да го слушнеме вашето мислење, вашиот став, предлагам да слушнеме дел од изјавите на Османи, кои ги даде за време на интервјуто на Канал 5 во Самовистина. Беше тежок предизвик, вистина, затоа што прво на претходниот министерски совет Полска одлучи да одбие влез на Лавров, прв пат во после 50 години од кога е основана организацијата, и некако товарот падна на нас, што ќе правиме ние. Меѓутоа, ние одлучивме дека во овој момент важна е организацијата. Дека наша задача како председавач и историска одговорност, бидејќи нема да ни се случи, барем на нас, живите, да бидеме повторно председавачи на ОПСЕ. Ова ни беше историска одговорност и токму на нас ни се падна дали ќе преживее организацијата или не. Јас сметав дека не смееме да оставиме наследство на оваа држава, дека токму во нејзиното председавање организацијата пропадна и колабираше. Тоа ќе беше тешка дамка за држава. Се чудам уште како беше толку успешен на крај, без никакви проблеми и со таков маркантен резултат. Придонесот, придобивките за државата се апсолутно бесценети. Беше тежок. Повелете, господине Ангеловски, каков е вашиот став? Оценките треба и може да се дадат од два аспекти. Првиот аспект е техничката подготовка и реализација на настанот, и тука треба да бидеме искрени и да кажеме дека вработените во Министерството за надворешни работи, вработените во МВР и сите останати кои беа вклучени во организација на настанот, извонредно си ја завршија својата работа и настанот технички беше извонредно добро реализиран. Значи, тоа е едниот аспект на гледањето на нештата. Вториот аспект е оној функционалниот дел, политичкиот дел, дали и колку Република Македонија има, како што велите, придобивки од одржување на самитот, дали Република Македонија можеше и подобро и повеќе, да, во секој случај, затоа што, за жал, министерот за надворешни работи, кој беше председавач со ОПСЕ во изминатава година дена, се занимаваше со се и со сите, и наспроти мотото кое гласеше за луѓето се работи, се занимаваше со сите луѓе, но најмногу со оние во Украина, а при тоа ги заборави луѓето од Македонија. Значи, чинам дека како председавачи со ОПСЕ ниту добивме било што, само ќе остане запишано во портфолиото на државата дека се одржал самитот на ОПСЕ во Скопје и дека бил успешно реализиран. И при тоа министерот вели дека имало грандиозни или не знам како ги нарече резултати. Јас за жал нема да се согласам со тоа, затоа што сме сведоци дека и Блинкен и Борел го напуштија самитот само за да не седнат на иста маса и да не разговараат со министерот за надворешни работи на Руската Федерација. Со тоа тие докажаа дека ниту Организацијата за безбедност и соработка во Европа,
како што е ОПСЕ, и чија цел е токму безбедноста на Европа, ги интересира, ниту ги интересира безбедноста и соработката во Европа, туку ги интересира како и понатаму да продолжи војната во Украина. Зошто? Затоа што доколку бегате од дипломатијата, која е единствена разрешница на сите кризи, вие бегате од решавање на тие кризи. Блинкен и Борел побегнаа од можноста да се разговара. Значи, немате друг начин за да обезбедите безбедност и соработка. Немате друг начин за да сопрете една криза, освен разговорот. Вашето бегство од разговор и од дипломатија значи дека вие се залагате за нешто друго, значи дека се залагате за поинаква разврска на проблемите. Од таа страна, самитот на ОПСЕ во Скопје е исклучително неуспешен. Шефот на македонската дипломатија Бујар Османи повторно со него за време на истото интервју изјави дека дента пред да се случи пресконференцијата на Лавров со новинарите, кажа дека имал билатерална средба со него, при обелодувајќи дека на таа средба не го истакнал македонското знаме и дека према Османи ОПСЕ имал оставено позитивен импакт во овој регион. Пред да го слушнеме вашето мислење, предлагам да ги слушнеме дел за изјавите на Османи. Шок затоа што преговаравме дента пред тоа и на средбата со него и тука се мислевме долго време. Дали треба, дали не треба. На крај решив како председавач без македонско без знаме на Северна Македонија, туку само на ОПСЕ да имам средба, а после мене да има новиот председавач. И после во разговор со него се одлучивме заедно двајцата да го сретнеме, за да нема никакви дилеми дека таа средба не е во национален капацитет, затоа што нашите национални ставови по однос на Руската Федерација се јасни и недвосмислени. Тука морав јас да се поставам над мојата позиција како министер за надворешни работи, како председавач на една организација која што навистина има оставено многу позитивен импакт во овој регион. Еден од силните бранови за рушење на Берлинскиот зид е токму ОПСЕ. За бранот на демократизација во Источна Европа и во Русија е ОПСЕ. Улогата кај нас, знаете, често го кажувам тоа, првата ОПСЕ мисија теренска е отворена во Скопје. Немало претходно ОПСЕ мисии теренски. 92 е отворена како и била наречена spillover mission, за да се спречи војната да се прелее од Босна и Херцеговина кај нас. И тука, кога почнува да помага, Штуловиот универзитет е продукт на ОПСЕ. Рамковниот договор, анексот С, целосно му е даден на ОПСЕ да го имплементира. Полицијата прв пат е вратена во претходните кризни региони со ОПСЕ. Значи, јас имав кредибилитет да зборам за важноста на ОПСЕ, затоа што сум жив сведок на бидејќи не можат во Соединените Американски држави граѓаните да бидат свесни за ОПСЕ, затоа што таму нема ОПСЕ теренска мисија. Политичарите ја знаат тежината, но не и јавноста. И затоа одлучивме да имаме слоган It's about people. Како гледате на овие изјави, господин Ангеловски? Па знаете што, сето е во ред, да речеме вака, гледано од аспект на Бујар Османи, во врска со рамковниот договор, во врска со сето тоа, во врска со уривањето на Берлинскиот зид. Знаете, би било, навистина, да не е жално, би било смешно, па и во врска со настаните во Русија, сака да каже, и така натаму. Значи, настаните во Русија се резултат на активностите на Ленгли, односно на ЦИА. Уривањето на Берлинскиот зид пред се е улога на Ватикан, на тогашниот папа Војтила, пољак по потекло, кој ги помогна случувањата во Гданск, односно тогашниот синдикат Солидарност, и така започна сето, а ОПСЕ немаше никаква улога во сето тоа, меѓутоа пак од друга страна Османи заборава да ја каже улогата на ОПСЕ на Косово и на она што се случуваше во замена на тезите, во она што се случуваше во обидот да се докаже масовно убиство и масакр токму од страна на ОПСЕ, а кое не постоеше. Значи, повторно се користат двојни стандарди, повторно се кажува она што се сака да се каже, се одмолчува она што сака да се одмолчи, а
жално е и дури чинам дека е противзаконски, што тој сам едноставно си одлучил дека нема да го стави македонското знаме пред себе, ами тоа не име прв пат на министрите од ДУИ да не го ставаат македонското знаме и не дека со тоа ќе докажал некаков национален капацитет или не знам што, токму тоа требало да го стори, да го докаже националниот капацитет на државата која ја представува. Тој требаше, ако така размислувал, да си поднесе оставка од местото министер за надворешни работи и да биде само председавач на ОПСЕ. Значи, нема право да размислува така и нема право да ја понижува државата која ја представува и која, представувајќи ја како министер за надворешни работи, му овозможила да стане председавач со ОПСЕ. Ако тој не беше министер за надворешни работи на таа држава која ја омаловажува со непоставувањето знаме, како ќе беше денеска до завчера председавач со ОПСЕ. Така што тие нешта треба малку посериозно да се разгледуваат, а не да им се остава на луѓе од типот на Османи да манипулираат со јавноста и со граѓаните на Република Македонија. Мотото на самитот беше дека се работи за луѓето. Каде се загуби оваа мото, бидејќи Османи не го поттикна прашањето за обесправените македонци во соседна Бугарија, зашто како доказ за нивната обесправеност се 14 пресуди од Страсбург. Важно е дека Османи знае мотото да го каже и на англиски, тоа беше вака доста импресивно од негова страна. Меѓутоа да се погрижи за тоа мото да биде реализирано, тоа е веќе надвор од неговите можности. Жално е што не го искористи овој самит како домајчини, како организатори на сето ова, барем да се повтори едно барање да бидат испочитувани правата на македонците во соседна Бугарија, да бидат испочитувани, ако сакате, одлуките, 16 одлуки на Меѓународниот суд на правдата. И токму тоа е тоа што го потврдува дека човекот немаше право и не смееше да настапува вака, како да е надвор од државата, како да е само председавач со ОПСЕ и како да е загрижен само за неговиот пријател Зеленски и за останувањето на Зеленски на власт понатаму во Украина, за да може и понатаму да се води војна на територијата на Европа, наместо да се зборува за европска безбедност и соработка. Во понеделникот се одржа лидерска средба и на истата се дефинираа датумите за изборите. На 24 април, како што знаете, ќе бидат председателските, на 8 мај ќе бидат парламентарните избори, заедно со вториот круг на председателските. Кампањата за председателските започнува 14 април, а за парламентарните на 18 април. На средбата не се постигна консензус за укинување на техничката влада, популарно наречено пржинска влада, а поради противењето од страна на СДСМ и ДУИ. Која е причината што овие две партии не се согласија за укинување, иако минатото ни покажало дека нема никаква придобивка со еден збор, техничките влади беа нефункционални и со секојдневни обструкции. Каков е вашиот став за пржинската влада и што беше тоа што ја предомисли власта да имаме двојни избори, наспроти цврстиот став дека тие ќе бидат заседни, прво председателските, а потоа парламентарните? Ајде да почнеме од крајот. Значи, за малку сакав да одговорам, кога прашавте што беше тоа што ви предомисли, за малку сакав да одговорам дека победи разумот. Меѓутоа, за победи разумот некој треба да го има, така што нема да одговорам така. Најверојатно, коалицијата на власт е исклучиво податлива и многу податлива на надворешни притисоци, на надворешни влијанија и на надворешни сугестии. Најверојатно им беше сугерирано, ајде да не речам наредено, да ги одржат изборите така, да ја
и да се одржат председателските, вториот круг од председателските заедно со парламентарните. Што се однесува до таа несреќна пржинска влада, ниту некогаш ни требала, ниту сега ни треба, ниту ќе ни треба во иднина. За жал, за да се укине, мора да се укине, бидејќи таа е законска творба, односно е донесена со закон, ќе мора да се промени законот. Јас искрено верувам дека во скора иднина ќе постои расположение за да се измени тој закон и да се укине таа и таква влада. Не ни беше потребна ниту тогаш, меѓутоа тоа пак ќе речеме за да на СДСМ во тој момент му се овозможи, внимавајте, му се овозможи учество во власта преку таква влада, без при тоа да таквото учество да го добил со изборни резултати на претходните избори. Ете, таа беше потребата и не знам зошто сега СДСМ и ДУИ инсистираат на таа и таква влада, меѓутоа повторно најверојатно им е дошепнато дека уште овој пат треба тоа да оди така и тие затоа инсистираат на тоа. Како гледате на тоа што се уште се калкулира со изборот на спразнетото место за член во Државната изборна комисија, откако членот на Алијанса на албанците ја напушти ДИК и постана министер за здравство? Можно ли е ваквото калкулирање да е поврзано со се уште нејасниот став на Алијанса на албанците, дали ќе останат во коалиција со СДСМ и ДУИ или пак ќе одат посебно за време на изборите? Па, нели, тоа место припаѓа на опозицијата, бидејќи ВМРО-ДП, односно коалицијата, опозицијската коалиција си ги има своите две места. Тоа едно место припаѓа на една од опозицијските партии на македонските албанци. Доколку се уште се наоѓаат во власт, тогаш ним не им следува тоа место, тогаш она заради што се налутија и го напуштија состанокот Касами, Меджити и забораев и третиот, кои се наоѓаат нели во опозицијска коалиција како политички партии на македонските албанци, тоа место треба да им следува ним и треба да го добијат и тогаш би се конституирало целосно тоа тело и би можело да работи полноправно, да речем. Колкав проблем може да направи ваквата ситуација и колкаво влијание ќе има за кредибилитетот на изборите? Би сакал да верувам дека ќе се реши скоро, дека ќе биде кооптиран член и дека нема да има влијание на изборите. Инаку, знаете што, може би повторно нема и неизбирањето на член може би нема да има влијание, меѓутоа секогаш ќе останат сомнежи дека може би токму заради тоа имаме неправилности во изборите. Какви се вашите очекувања? Дали Алијанса на албанците ќе се одлучи да оди сама на изборите или предизборно ќе оди во коалиција заедно со ДУИ и СДСМ? И какви ќе бидат реперкусиите во едниот, но и во другиот случај? Јас искрено немам никакви очекувања, ниту пак ме засега дали ќе одат самостојно или во коалиција, од едноставна причина што следејќи ги анкетите и следејќи го расположението меѓу гласачите, меѓу граѓаните на Република Македонија, е повеќе од јасно дека нашата коалиција, сегашната опозицијска коалиција, е веќе сигурен победник на наредните парламентарни избори. И од тука е потполно сеедно кој, како и од која страна ќе настапува. Единствено, јас пак ќе кажам дека она што за СДСМ е исклучително важно е како да ни одземе што е можно повеќе гласови нам како на коалиција, за да овозможи натамошно учество на ДУИ и во новата влада. Зошто им е тоа потребно? Тие се свесни дека тие како СДСМ ниту може да формираат влада, ниту да учествуваат во нејзе. Потребен им е ДУИ внатре во новата влада, за да, штитејќи се себе си за криминалите кои ги сторија во овие изминати години, СДСМ се надева дека ќе ги штити и нив како нивни партнери во корупцијата и во криминалот. Тоа е она што е цел на СДСМ. Тие немаат друга цел, освен како ДУИ да се најде и во новата влада за да ги заштити нивните криминални дејанија.
Како ќе ја прокоментирате изјавата на лидерот на СДСМ Ковачевски дека органите на партијата донеле одлука за формирање на Европски фронт? Дали ови значи дека СДСМ најавува предизборна коалиција дури и со црниот ѓавол само да остане на власт и зошто посегнуваат по овој чекор? До толку ли ја дотераа работата? Дали со ваквите најави го најавија и наративот кој ќе го користат за време на изборите, а кој наратив подолго време трае, а тоа е дека ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија е антиевропски фронт? Знаете како? Еве ќе се обидам да ги објаснам нештата, може би и за мене лично, ќе речат дека сум антиамерикански и антиевропски, и сега да им објаснам на тие кои така размислуваат. Јас сум само против либералната политика на новите американски комунисти. Сме го објаснувале тоа дека американските комунисти во 50-тите години се трансформираат во либерали и тоа станува владеачка политика во Соединетите Американски држави. Тие и такви либерали однатре ја уништуваат сопствената држава Соединетите Американски држави, уништувајќи го системот на класичен капитализам, кој во Соединетите Американски држави создаваше вредности, создаваше материјални добра, а работниците беа вработени и обезбедени. Овој така наречен либерализам си ја уништува сопствената држава. Значи, кога јас зборувам против американскиот либерализам, јас зборувам токму во заштита на американската држава, односно на Соединетите Американски држави. Кога зборувам против инсталираното раководство од страна на американските либерали во европската наддржава, Европската Унија, јас токму зборувам во име на интересите на европските држави. Зошто? Затоа што Европската Унија, како европска наддржава, како нацистичка замисла, е во моментов во војна со сопствените земји и членки европските држави. Знаат многумина да речат дека Европската Унија во моментов и незиното стопанство и економија се наоѓаат во криза. Не е точно. Европската Унија се повеќе ги зацврстува своите бирократски капацитети. Европската Унија нема стопанство, нема економија. Тоа се стопанства и економии на европските држави, земји и членки. Кога зборувате против ваквата бирократска творба Европска Унија, вие зборувате токму во заштита на интересите на европските држави кои полека почнуваат да влегуваат во економски и во стопански колапс. И затоа заложбата на СДСМ, на Ковачевски и на не знам кој за формирање на Европски фронт или реториката за движење по европскиот пат е всушност непријателска реторика кон интересите на државите членки кои полека заради бирократската наддржава Европска Унија полека тонат во сиромаштија, полека ги затвараат работните места, полека вие сте сведоци дека од ден на ден, посебно во Германија, во локомотивата на Европската Унија се затвараат се повеќе работни места и кризата се повеќе се продлабочува. И токму спротивно на тоа, не ние во коалицијата, во опозицијската коалиција, туку тие се антиевропски расположени, се расположени против европските држави и на крај, јас постојано го кажувам тоа, да, јас лично, а и оние кои размислуваат со своја глава, се за Европска Унија, се за европско обединување. Меѓутоа, Европска Унија како сојуз на суверени држави, во кој сојуз секоја од државите ќе може да си го зачува и да си го најде својот интерес. Не пренесување на суверенитетот на државите на некое искорумпирано бирократско друштво во Брисел, туку заедничко седнување на маса и носење заеднички решенија во интерес на националните и државните економии, стопанства и така натаму, и при тоа сето да биде европско обединување од Лисабон до Владивосток. Да се разбереме, Европа
може да го гарантира својот мир само доколку се потпре на една пирустија или на три столба. Тоа се Берлин, Москва и Анкара. Без заедничко учество на сите овие внатре во Европското обединување, ние секогаш ќе имаме учество на американските либерали во какви и да е недоразбирања во Европа, еднаш во Украина, може би утре задутре во Молдавија или во Грузија, може би ден поскоро овде повторно на Балканот. Значи, сето тоа може да се спречи само со европско обединување како сојуз на суверени држави од Лисабон до Владивосток. Дали Европскиот фронт кој го најавија Ковачевски и Ахмети ќе биде единствениот? Колку европски фронтови очекувате за време на предизборниот процес, а колку во постизборниот процес? Кој од политичките партии ги гледате како коалициски партнер во тој така наречен Европски фронт, кој го најави Ковачевски, но и Дуи? Не можам јас да видам, ниту сум тој кој треба да процени кој од политичките партии ќе се најде таму, но можам друго да кажам, дека токму таа реторика со Европскиот пат и со Европскиот фронт не е ништо друго, освен обид да се зацкријат криминалите и корупцијата зад така звучниот пат кон кој нели криминалците и корумпираните политичари ја движат Македонија. Штом ќе се спомене, да речеме, Бехтелиенка, и тој сомнителен договор вреден стотици милиони евра. Штом ќе се спомене, да речеме, не знам, пожарот во модуларната болница, штом ќе се спомене што и да е, веднаш се враќа со европскиот пат, веднаш тие кои го споменуваат тој криминал и корупција се наречени антиевропски, веднаш се сместуваат во некаков антиевропски фронт. Значи, само тоа е повеќе од сигурно. А кој ќе се најде внатре во тој таков фронт, најверојатно ќе се најдат сите кои ќе сакаат да се заштитат себе си, односно да се заштитат од правосудните органи за криминалите и корупцијата која ја вршеле во изминатиот период. Пред некој ден извршниот комитет на ВМРО-ДПМН го избра Мицкоски за шеф на изборниот републички штаб. Дали коалиционите партии од коалицијата за обнова на Македонија ги има усогласено изборните програми во една единствена програма на коалицијата која ќе презентира за време на изборната кампања за парламентарните избори, но и председателските, бидејќи се заедно? Какви резултати очекувате и која е бројката на која целите да ја добиете за да бидете спокојни при формирање на следната влада? Значи, се уште не е, да речам, ускладена програмата на сите политички партии во коалицијата во една заедничка програма на коалицијата. Меѓутоа е повеќе од јасно на каде се стреми таа и таква програма. Две основни нешта ќе бидат во таа програма, како да ја спасиме, да извлечеме Република Македонија од банкротот во кој ќе биде оставена после изборите во мај 2024. Значи, мора да бидеме свесни дека државата се наоѓа веќе пред банкрот и дека овие кои раководат со нејзе ќе сторат се до крај на својот мандат, тој и таков банкрот да го продлабуча. Значи, таа ќе биде првата точка на која ќе мора да се работи и втората точка ќе биде во ова првата спаѓа економијата, стопанството, нели, и сето она што треба да не извлече, а во втората ќе биде обезбедување на право и правда за сите граѓани на Република Македонија. Оти правото е едно, меѓутоа правдата е друго. Значи, мора дефинитивно правото да профункционира како правда, за да немаме фрустрации кај граѓаните на Република Македонија, за да младите не ги чувствуваат неправдите кои секојдневно овде се одвиваат и со тоа да го спречиме одливот и бегството на нашите млади од Република Македонија. Тоа ќе биде, мора да биде основата на победничката коалиција. Се извинувам, инаку што се однесува до резултатите, би требало да се движат некаде меѓу 58 и 61 и 2 пратеника и би било идеално тоа да биде така. Јас ќе ви кажам зошто, затоа што има политичари во Македонија кои го сонуваат сонот да бидат македонскиот Ивица Дачич од пред 12 години,
памтите дека тогаш Српската напредна странка на Александар Вучич освои огромен број пратеници, меѓутоа им недостасуваа 7-8 пратенички места за да може да формираат влада. Социјалистичката партија на Ивица Дачич освои 11 пратенички места, што беше доволно во коалиција да се формира влада, меѓутоа Дачич го уцени Вучич тој да биде премиер со 11 пратеника и така и бидна. Имаме доста политичари во Македонија кои го сонуваат тој сон и кои доколку оваа коалиција не обезбеди доволен број пратеници, ќе ја работат, токму таа работа, ќе уценуваат како да се формира новата влада. Ако ја освоите власта, дали ќе успеете да го ресетирате македонското општество? Па токму тоа е она што го говорев. Значи, тие се двете основни точки, да ја излечеме од банкротот или од економската криза и да понудиме право и правда за сите, тоа е ресетот, тоа е првичното, а од тука натаму имате надградба во секоја сфера, да го возобновиме образовниот, да го возобновиме здравствениот, да го возобновиме безбедностиот, сите системи во држава да бидат возобновени, да го возобновиме правосудниот, за да едноставно државата почне да функционира, бидејќи во изминативе 7 години ние имаме ерозија во системите, имаме распаѓање во тие системи и јас најавив кога една ноќ беше ноќе во 3, во 4 наутро беше демонтиран споменикот на Ќосето од предсудската палата во Скопје. Јас реков дека со тој чин започнува демонтажата на македонската држава. За жал, не сум бил далеку од констатацијата од вистината, оти демонтажата се врши секојдневно и веќе државата ни е некаде пред можноста да биде демонтирана. Како ќе ја прокоментирате подготвеноста на Мицкоски да ја преземе целосната одговорност за она што ќе се случува за време на изборите? Дали овој чекор на Мицкоски е поради сигурност во победата или покажување на вистинско лидерство? Па знаете што, прво е и заради сигурност, оти резултатите се јасно говорат, затоа и на почетокот на емисијата, ама јас го говорев она што произлегува како страв од пресконференцијата на Спасовски, дека е можно да се обидат да инсценираат дури и незамисливи нешта, за да воведат некако вид вонредна состојба или не знам што, за да изборите не се одржат. Оти колку што сме ние све сигурни за нашата победа, толку се тие сигурни за собствениот пораз. Се извинувам. Значи, од една страна Мицкоски тоа го говори од сигурноста во победата, но од втора страна го говори и тоа го говори неговиот карактер, неговата природа е по природа или во карактер таков, бескомпромисен и човек кој очигледно сака да ја преземе одговорноста врз себе. Вие се сеќавате на повеќе негови изјави во кои ја презема целосно одговорноста врз себе. Се надевам дека преземањето на одговорноста ќе му донесе голем и убав резултат. Централното председателство на ДУИ одлучило актуелниот спикер на собранието Талат Џафери да биде техничкиот премиер кој ќе ја предводи пржинската влада 100 дена пред изборите, со што се потврдија шпекулациите дека токму тој ќе биде технички премиер. Какви се вашите очекувања? Ќе одговори ли овој матен и контраверзен лик на задачата која ја нуди премиерската фотелја или го избра токму него за да го прави невозможното? Знаете, некој ќе рече дека во нормална држава тоа не може да се случи, меѓутоа јас не сакам да ја прифатам таа реторика. Македонија е нормална држава. Меѓутоа нам ни треба и нормални меѓународни односи во кои малцинството во систем на апартхејд, а тоа се тие американските либерали, според систем на апартхејд, инсталираат влади, поединци, политички партии и цели системи во државите каде што влегуваат. И доколку имавме нормални меѓународни односи,
немаше да се случи човек кој, ајде еве не повеќе, меѓутоа човек кој дезертирал од собствената армија, тоа е армијата на Република Македонија, наместо да биде во затвор заради дезертерство, доколку не можете да му докажете тероризам и директно учество во терористичките акции на ОНА во 2001 и 2002, ама постои закон за дезертерство и тој човек требаше да се наоѓа во затвор, а не да се наоѓа на овие позиции на кои се наоѓаше до денес и сега да биде и технички премиер на владата на Република Македонија. И тука Бујар Османи подзаборави малку да проговори за кога на самитот на ОПСЕ, нели, кога за луѓето се работи, ги заборави оние врзани за столбот во мотелот Бриони кои беа кренати во воздух со динамит. Заборави на затварањето на вентилот на Липковското езеро, а само 2-3 недели пред одржување на самитот, представникот на Обединетите нации за води изјави дека Израел водата ја користи како оружје, односно недоставувањето на вода до појасот Газа. Тоа ќе рече дека и терористите од ОНА во 2001 водата ја користеле како оружје. Бујар Османи ги заборави тие нешта, затоа што очигледно за него не се луѓе оние кои живеат во Македонија, а се македонци по потекло, и затоа и не проговори ништо, туку говореше не знам за кои луѓе кои се некоја виртуелна нели категорија. Дали очекувате дека ќе се исполни втората спекулација, тоа е дека координаторот на пратеничката група на СДСМ Митревски ќе биде председател на собранието, иако или пак очекувате изненадување со тоа што и председател на собранието ќе биде човек од албанските политички партии кои се дел од власта, и како сето ова ќе делува кај гласачкото тело, не само кај албанското, туку и кај македонското? Знаете што, јас веќе ништо не очекувам, затоа што помалиот коалицијски партнер во власта, тоа е СДСМ, веќе нема ниту право да одлучува и да носи одлуки, работи онака како што диктира Артан Груби, и тоа е тој процес на грубизација кој долго време се одвива во државава, така што, пак ќе речам, потполно е сеедно кој ќе биде председател на собранието, потполно е сеедно кој ќе биде премиер на техничката влада, едно е повеќе од сигурно, дека после 8 мај ќе имаме нова влада, ќе имаме ново парламентарно мнозинство и ќе имаме нов импулс во животот на македонската држава. Министерот за надворешни работи Бујар Османи пред 2 дена на прашање зошто го прифативте предлогот на ВМРО ДПМН да имаме двојни избори, наспроти ставот на владата да има одвоени избори, април председателските, а јуни парламентарните. Османи меѓу другото рече за да им се даде рамен терен на опозицијата. Пред да го слушнеме вашиот став, поврзан со ова, предлагам да слушнеме дел од изјавата на Османи. Беше наша идеја да им дадеме и уште тоа на нив. Значи, ќе изгледа ки популистички. Мислам дека приметувате дека за државата се грижи оваа политичка опција и на штета на своите партии. Почнување преговори на своја штета, односи со Бугарија, пржинска влада на своја партиска штета. Имате парадокс во кој што опозицијата вели не сакам пржинска влада, сакам вие да ги организирате избори. Ова е единствена опозиција која што вели сакаме избори со ваш министер за внатрешни работи. Тоа е доверба кон владата. Прво, ние го прифаќаме комплиментот дека можеме да организираме фер и честни избори. Повелете, господине Ангеловски, како гледате на ваквите изјави на Османи кои очигледно не се совпаѓаат со реалност? Па знаете, првата реченица и првиот збор ви кажува се. Ние вели им дадовме. Пазете, не можеш ти некому да даваш. Не си ти собственик ниту на демократијата, не си собственик ниту на државата, не си собственик на ништо за да може некому да даваш. Ти можеш само да работиш во интерес
и на опозицијата, во интерес и на оние кои гласаат за опозицијата, во интерес и на собствената позиција. Но не си ти тој кој нешто даваш, тоа е првото, и второто е дека имала опозицијата доверба во владата, дека ќе ги организира изборите. Да, имаме доверба, бидејќи знаеме дека како и да ги организира, освен она што го реков, пак ќе се повторам на почетокот, дека може да инсценираат нешто што може да доведе до најнесакано сценарио, инаку како и да ги организираат, ќе имаме промена на власта на 8 мај. И токму затоа им е дадено, да види македонската јавност, да видат македонските граѓани, дека и со целосно нивна организација и со целосно нивна влада, дека не се омилени повеќе во државава, дека нивните политики се погрешни, иако беа насилно спроведувани, иако требаше да си дадат отказ веднаш после референдумот во 2018-тата, затоа што граѓаните, гласајќи или не гласајќи на референдумот, кажаа дека не се согласуваат со нивната политика. Штом референдумски една држава не се согласила со вашата политика, вие уште утредента треба да си поднесете оставка. Меѓутоа, останаа да владеат до денес насилно, без согласност со граѓаните на оваа држава, и сакаме да им докажеме дека и со такво владење ќе бидат поразени и ќе бидат испратени во историјата. Османи на ова интервју не пропушти да испрати порака до гласачкото тело во прашална форма. Зошто да му веруваат луѓето на лидерот на опозицијата Христијан Мицковски за било кое ветување? Пред да ви го поставам прашањето, сакаме да ја слушнете следнава изјава на Османи. ВМРО ДПМН имаше толку предлози за предвремени избори да дури Се изгуби господинот Ангеловски. Ке почекаме да се врати во студиото, се надаме дека ќе се врати што е можно порано. Мислиш дека нема многу долго да трае неговото отсуство од македонски корени. Не знаеме што се случи. Мирно ни даваат две исклучија, дали се слушаме сега? Сега ве слушам, да, за жал некој ме исклучи од линијата. Не е прв пат да не исклучуваат. Нас многу често Не. пати не исклучуваат, не замрзнуваат. Меѓутоа, ево да го слушнеме, да ја слушнеме изјавата на Османи пред да го слушнеме вашиот став, вашето мислење. ВМРО ДПМН имаше толку предлози за предвремени избори да дури станаа смешни на крај. Ке има мај, ке има јули. Они не сваќаа колку прават штета на државата. Така се губи кредибилитет и на крај испадна тоа што го зборевме ние пред 2 години, дека избори ќе имаат во редовен термин. И каде е сега? Зошто да им веруваат на луѓето? Зошто би му верувале на лидерот на опозицијата за било кое ветување, кога ги лажеше луѓето 2 години дека ќе има предвремени избори? Кредибилитетот е важна работа. Ние, политичарите, друг инструмент немаме освен образот и ветувањето. Господин Ангеловски, за чиј образ и за чиј кредибилитет зборува Османи? Па не знам дали се погледнал во огледало, за да си го види образ. Имал замаглено огледало. Да, што се однесува до лагите, нели, на опозицијата дека ќе има предвремени избори, доколку тоа зависеше од опозицијата, па опозицијата ги откажеше предвремените избори, тогаш може да се излезе со вакви смешни тврдења. Меѓутоа, кредибилитет немаат токму тие кои не дозволија предвремени избори, иако мнозинството од граѓаните на оваа држава ги посакуваше. Наспроти нив, додека нашата коалиција се наоѓаше на власт, секоја втора година, кога тие ќе побараа избори, кога сметаа дека се подготвени за да дојдат на власт, тие ги добиваа изборите. Тоа е однос на демократи кон демократијата. Ова за што се ја зборува Османи, тоа е однос на диктатори кон систем на диктатура кој владее во оваа држава, и од тука би било добро да престане со замена на тези, затоа што луѓето кои го следат, го слушаат и го гледаат,
јасно знаат дека тоа што го зборува е само замаглување на вистината. Министерот Османи на тоа интервју нападите кон Дуи ги спореди со напад врз сите албанци. Дозволете да ја слушнеме неговата изјава пред да го слушнеме вашиот став. Дуи се представници на албанците. Кога ги напаѓате Дуи, ги напаѓате албанците и нивниот избор. Така да тоа е еуфемизам. Како ќе ја прокоментирате оваа изјава? Прво, Дуи представуваат дел од македонците со албанско етничко потекло во Република Македонија. Меѓутоа, представуваат дел, не ги представуваат сите. Дури Дали Изет Меджити и онаа огнена група, која е против Османи, против Груби и останатите, дали и тие ги напаѓаат, така наречено, албанците во Република Македонија. Дали албанската опозиција, политичките партии на македонските албанци кои се во опозиција, си ги напаѓаат собствените сограѓани со тоа што му напаѓаат Дуи. Нападите врз Дуи се напади врз криминалот и корупцијата. Нападите врз Дуи не се на етничка основа. Нападите врз Дуи се вклучително и напади врз СДСМ заради нивното заедничко злосторничко здружување за изведување на криминални и коруптивни действија од позиција на власт. Ете тоа се нападите и господинот Османи како такви треба да ги свати, да ги прифати и да се обиде да не бидам малку груб и вулгарен. Пред да ви го поставам следново прашање, предлагам најпрво да слушнеме уште една изјава на Османи, но овој пат поврзана со темата постизборно коалицирање со ВМРО ДПМН, секако доколку добијат таква покана од ВМРО ДПМН. Дуи е чувар на договорите. Така не викаат во меѓународната заедница. The guardians of the treaties. Чуварите на столбовите на Евроатлантска Македонија, Северна Македонија. Охридски, Преспански договор со Бугарија. Тој што нема да ги испочитува овие три договори, не може да има партнер во Дуи. Мислам дека рамковниот договор јасно го поставил тоа. И преку Бадентеровиот принцип, дека не може да има мајоризација. Значи, концептот го дава рамковниот договор во духот свој, дека се создаваат механизми за спречување на мајоризација, во кое што мнозинството нема да го надгласува останатите заедници. И затоа кога зборот Дуи го прекршил принципот победник со победник. Значи, овие механизми се однесуваат на останатите за заштита од надгласување. Затоа не може да има влада без представник од албанците кој што добил мнозинство гласови, дури еден глас. Како гледате на ова негова изјава, господин Ангеловски? Па видете, ова чувариве да ти бидат опасна работа, кои ги чуваат договорите, се сеќаваме нели на таа господјата Шкодрија или како се викаше, која за да ги чува договорите, сакаше да ги симне чизмите од таван. Ако така се чуваат договори, тогаш да, тие се чувари на договорите. Ако ги чуваат само договорите штетни за Република Македонија и македонскиот народ, тогаш да, се чувари на договорите. Меѓутоа, еднаш треба да сватат дека тие се наши сограѓани и дека треба да ги чуваат заедничките интереси на сите во оваа држава, вклучително на своите браќа, братучеди кои се од албанско етничко потекло, меѓутоа и на македонците кои се нивни соседи и со кои заедно треба да живеат, да ја градат иднината на оваа држава. Тоа е прво тоа што се однесува до тоа дека никој не ќе можел со нив да коалицира доколку не ги почитува овие северноатлантски или евроатлантски вредности, тогаш подобро и да не коалицира. Јас навистина тие и такви вредности во кои ќе воведуваме родител 1, родител 2, во кои ќе воведуваме ова или она, таквите вредности нека се ги чува Османи за подома. И на крајот мислам дека на овој човек премногу му дадовме внимание во оваа емисија, незаслужено и непотребно.
Во средата во Брисел се одржа последната сесија од скрининг процесот за Македонија, на која сесија своје обраќање имаше и неизбраниот премиер Димитар Ковачевски. Пред да го слушнеме вашиот став за неговото обраќање, дозволете да слушнеме дел од она што тој го кажа за време на неговото обраќање. Задоволство ми е да ја предводам делегацијата на Северна Македонија на овој билатерален скрининг за поглавието 30 на дворешни односи. Со нетрпение очекуваме да продолжиме со позитивната динамика на нашиот евроинтеграцијски пат. Изминатата година за нас беше успешна година, а таа започна со усвојувањето на преговарачката рамка на 18 јули и организирањето на првата меѓувладина конференција на 19 јули 2022 година. Во последниот извештај од Европската комисија за Северна Македонија за 2023 година, Комисијата забележа дека земјата е умерено подготвена во областа на надворешните односи и дека во текот на извештајниот период е постигнат одреден напредок. Сакам да потенцирам на крај и не помалку важно е дека соработката во сите области е клучна за напредок како регионалната, така и меѓународна соработка, посебно во борбата против криминалот и спроведувањето на законите, кое што беше покажано и преку вчерасното успешно расчистување на грозоморното двојно убиство што ја потресе Република Северна Македонија, и ви уверувам дека оваа влада, предводена од мене, ќе направи се овој евроинтеграцијски пат на Северна Македонија да продолжи и заедно со граѓаните на Република Северна Македонија и заедно со вас до 2030 година да прославиме полноправно членство на Република Северна Македонија во Европската унија. Повелете, господине Ангеловски. Жално е како овој човек може во толку кратко време, толку пати да го спомене тоа несакано име на државава. Дури неверојатно како успеа да го спомене толку многу пати. Второ, знаете, многу е лесно и едноставно да си разговарате како неизбран од никого со неизбрани од никого, затоа што и оние кои седат во Брисел наспроти него, од никого не се избрани на ниту едни избори и тој не е избран на ниту едни избори. И сега лесно е вие да си разговарате, да си делите таму пофалби, да си делите комплименти, да си раскажувате дека минатата година, да кажете, била многу успешна во нашите евроинтеграции, а при тоа да го добиете најлошиот резултат, најлошата рецензија, да речем, за работата на државава токму во однос на тие евроинтеграции. И сега би било навистина смешно, доколку не е трагично, да го слушате овој инсталиран лик, како го говори се тоа пред инсталираните од страна на американските либерали. Во последните неколку денови, некои медиуми, но и лидери на вонпарламентарни, но и парламентарни партии ја шират тезата дека лидерот на ВМРО ДПМН се сретнал со Палевски, обидувајќи се да испратат приказна, а дека осомничениот Палевски е производ на ВМРО ДПМН. Зошто ги питат ваквите приказни, со која цел, господин Ангеловски? Дали вие знаете или сте слушнале за некаква наводна средба? Дали имате потврдени информации дека Палевски имал контакт со ВМРО ДПМН некаде уште пред повеќе од 6 месеци за да побара подпис со цел да се регистрира партијата негова, но бил брутално одбиен? Знаете што? Јас, ајде уште еднаш ќе ја повторам таа моја теза за постоењето на шестата колона во Република Македонија. Значи, нели, кога генералите на Франко се приближувале кон Мадрид, рекле дека ние доаѓаме со 4 колони, петтата колона не чека внатре и ќе ги уште еднаш ќе ги објавам 4 колони на СДСМ. Тоа се меѓународната заедница, тоа се невладините организации, тоа се дел од медиумите и тоа е
остатокот од црвената буржоазија која ја представува офицерите на поранешната JNA, вработените во УДБА и во КОС, комунистичките директори и комунистичките функционери. Нивните деца и нивните внуци се денеска четвртата колона. Петтата колона е секогаш подготвените партии на македонските албанци да му помогнат на СДСМ кога му е потребно, и сега СДСМ ја создава со многу пари таа шеста колона во Република Македонија, која токму еве го работи тоа што треба да го одработи. Тоа се различни туку што формирани или се уште недоформирани или политички партии кои излегуваат од јадрото на СДСМ, кои треба да одземаат гласови токму од опозицијската коалиција, за да може, она што го говорев, да се отвори простор за учество на ДУИ и во новата влада, заради заштита на криминалните интереси на ДУИ и на СДСМ. Од тука, ваквите тврдења, ваквите небулози ќе бидат се поприсутни во деновиве кои следуваат, и од друга страна, тоа е обид на СДСМ да го тргне вниманието од својата полициско-политичка структура која ја формираше, а која е представена токму преку осомничениот за двојното убиство во Република Македонија. Значи, она старото, нели, кога арамијата вели држте го арамијата, и кога оној другиот си ја ишкамувата од капата. Како гледате на групата која се појави на социјалните мрежи за да бара правда за осомничениот за двојното грозоморно убиство Љупчо Палевски? Знаете како? Тешко е и да се зборува за едно навистина монструозно случување, да се бара правда за осомничен за такви злосторства. Од друга страна пак, треба да се почека, нели, со презумцијата на невиност на човекот да му се даде можност да се брани. Оти татко ми мој, Бог да го прости, знаеше да рече: синко, ако го чуеш само едниот на суд, тоа е веднаш за набесилка. Кога ќе ја чуеш и другата страна, е тогаш веќе може да донесе заклучок. Од тука има право на одбрана осомничениот, кој мораме да кажеме се уште е само осомничен, дури откако ќе биде осуден, дури од тогаш ќе биде убиецот, монструмот и така натаму. Меѓутоа, да повикувате во едно вакво сензитивно време, да формирате група и да повикувате на правда за човек обвинет и осомничен за монструозни злосторства, мене ми изгледа малку, барем еве да бидам најблаг, ми изгледа невкусно и дебутантно. Чест и задоволство причини и ова ваше учество во Македонски корени, господине Ангеловски. Ви благодариме, ви посакуваме убав викенд, многу здравје, пријатно до слушање и довидување секако во новата година, со желба да си ја дочекаме живи, здрави и сите на број. Ви благодарам и јас вам, што еве повторно имав можност отворено да проговориме за она што и се случува на Македонија. Доколку вистината допре и до само едно уво повеќе, јас ќе бидам исклучително задоволен. Токму така, ево, иако е рано, да ви честитаме новогодишните и божични празници, па здравје Боже, се слушаме и гледаме наредната година со многу подобри новини. И честитки, еве, јас да ги честитам новогодишните и божичните празници, бидејќи ќе немам можност на сите ваши гледачи, на сите оние кои не слушаат и не гледаат ширум светот, и да им посакам поубава, поберичетна и посреќна година 2024, која заслужуваат да ја живеат. Возвратени желби, секое добро до вас и се гледаме и слушаме сега. Пријатно.